Недела на простувањето. Пред нас се открива голема и длабока тајна. Блеснува пролетта на постот, времето на очистување. Трогнати сме. Силно го чувствуваме тој повик кон нас. Оти сме биле создадени за рајски живот, а гревот не лиши од тоа блаженство. Но ете милостивиот Христос одново ни ги отвора вратите на рајот, а црквата тивко светли со зраци на надежда. Го преобразува нашиот живот и ни ја покажува вистинската убавина. Сега се преобразува, се подготвува за своето патување. Светлите одежди се менуваат и се облекуваат темни. Се слуша трепетна мелодија, која како крик на душата наеднаш го исполнува храмот. Не одвраќај го лицето Твое од чедото свое, зашто страдам. Побрзо слушни ме, погледни ја душата моја и избави ја. Тоа е повик да го започнеме светлото време на постот. Повик да застанеме пред Бога и убавината на Неговото царство. Ние припаѓаме на тоа царство. Знаеме дека немаме друг дом, друга радост и цел. Но прогонети оттаму, страдаме во тагата на гревот. Со измешани чувства на очај и надеж, на темнина и светлина, го започнуваме нашиот подвиг за да се ослободиме од разделноста и омразата, кои се најголемото торжество на гревот во светот. Прв пробив низ неговиот мрак е простувањето, враќањето кон единството, согласноста, љубовта. Затоа да простиме, оти само така ќе ни засветли сеопростувачката љубов на самиот Бог. Сега сите подготовки се завршени. Стоиме пред славата и чувствуваме дека само Бог може да ги спаси нашите души. Еден од друг, молејќи се за прошка, се соединуваме во изливите на љубов, единство и братство. Ни предстои 40-дневно талкање низ времето на светиот пост.